Најавен е ребаланс на буџетот, кога би можел тој да влезе во собранието? Ја мислам дека веќе во мај или крај на мај би требало да бидеме готови. Се знаат главните параметри. Министерот за финансии најави дека дефицитот ќе расте, нема да остане на 4,3%. Растот колку ќе биде намален? Сега ме прашувате за економскиот раст. Ние се уште со проекцијата малку се разликуваме од првичниот план. Мислам дека моите проекции не се уште готови заедно со Министерството за финансии, некаде 20% од тоа што го имаме планирано. 4,3% беше планот за раст во 2022, мојата проценка дека 3,5 би требало да биде. А дефицитот доколку ќе порасне? Па ако останеме на сегашната состојба, мислам дека за 2% повише сигурно. 2% поени, значи 6,3. Од прилика. Добро, мојата проценка се уште не се финални сите калкулации. Тоа во апсолутни бројки колку се? Нови колку за задолжување? Околу 200 милиони евра? Од прилика. Од прилика за покривање на дефицитот. Да. Во апсолутна бројка дефицитот ќе достигне некаде околу 750 милиони евра. Како ќе ги финансирате тие пари? Евроврзницата поради високите камати вие на чекање. Ме интересира, може да ни објасните ова барањето за макрофинансиска подршка од Европската унија, што значи? Кои се тие пари? Тоа се инструмент, тоа е нов инструмент на Европска унија. Не се ИПА пари да се пренаменат како директна буџетска поддршка? Не. Тоа е нов инструмент. Оние го користеа во времето на ковид, така добивме некаде 160 милиони евра. На колку пари може сега да се надеваме таква помош? Се преговара. Тоа се многу интересно, еве еден податок. Ние за прв пат зборувавме со представниците на Европската комисија, кога бевме на состанок во Лондон, Министерот за финансии, јас и премиерот, на самитот на Западен Балкан. И ние бевме единствени и први кои што рековме дека знаеме за овој инструмент кој што постои во Европската комисија. Ова е за нечленки на Европската. Да. И они беа дури искрено да кажам изненадени зошто некоја нечленка за прв пат доаѓа. Рековме не можеме да ги чекаме другите. Ние си имаме план, мислам дека бидејќи бевме први, навистина ќе биде добра. Тоа се грант пари, неповратни средства. И едното и другото. А заемот за предпазливост и ликвидност од ММФ, тој ќе ви покрива дел од овие 750 милиони евра? Можно да е. Денове се прават разговорите во Вашингтон. Сметам дека тоа е една од точките што ќе се преговара. Ама на крај сепак евроврзницата ќе мора да се издаде. Па ние секогаш и во планот ни беше евроврзница оваа година. За жал заради случувањата во Украина, цената на евроврзниците порасна. Се обидуваме да земеме тогаш кога ќе биде најповолно за нас. До кога може да калкулирате временски? Па заедно со другите инструменти мислам дека имаме време до средина на летото.